Ке има доволно вода за наводнување за сите земјоделски површини во Овчеполието и Кочанско поле кои се приклучени на хидросистемот Брегалница. Сепак земјоделците и вработените во водостопанство мора рационално да ја користат, порача денеска директорот на водостопанство Филип Филиповски, кој направи увид во системот за наводнување во Чишиново, Облешево. Вода за земјоделците во хидросистем Брегалница ќе има. Рестрикција нема да има на водата, но вториот наш апел е да таа вода која сега ја имаме некаде 80 милиони метри кубни вода во акумулацијата, мора да ја штедиме. Значи и земјоделците и вработените во АД водостопанство мора да се вклучат во рационално штедење на водата која се користи за наводнување. Во меѓувреме веќе е формиран оперативен центар, а отворена и телефонска линија на која земјоделците ќе може да пријавуваат дефект или нерационално користење на водата, а оние што ќе направат упат во системот ќе бидат санкционирани. Иако состојбата во претпријатието е лоша, со помош на вработени од Битола и Скопје се чисти мрежата за наводнување. Обезбедивме санација на сите возила, обезбедивме сега и покажување согласно новите решенија што се постигнати со синдикатот линеарно зголемување на платите на сите вработени. Одредени вработени ќе бидат и наградени во овој период кои ќе се истакнат во своето работење и кои ќе се посветени на дејноста. Ископавме 70% од исчистивме, односно од каналите, што не е мала работа во услови на целосно каварисен систем во АД водостопанство. Тука мора да потенцирам, ни помогна и владата, ни обезбеди 5 плати за вработените во водостопанство. На денешната пресконференција Филиповски посочи дека минатата година од браната Калиманци непотребно биле испуштени околу 20 милиони метри кубни вода, поради што сега е десеткувана водата во акумулацијата. Годинава поради немање доволно вода во браната, намалени се површините кои треба да бидат посеани со ориз.